Благодарам, председателе. Ова со решенијава за свикување на седници и предлози дневен ред и материјали за седница е каша попара цело време, кој да не постои деловник, така ни функционира собранието. Конкретно за денешната седница има неколку прекршувања. Прво прекршување е во член 74 став 1, кој што вика дека решенијата за свикување на седница, предлогот на дневен ред и материјалите на пратениците им се доставуваат најмалку 10 работни дена пред денот определен за одржување. Ние решение за оваа седница добивме на 17, значи 4 работни дена пред денот определен за одржување на една седница, и тоа е едно прекршување. Дополнително, кога тоа да не беше малку, добивме еден чуден документ на еден ден пред одржување на седница, кој што се однесува на дневниот ред и материјалите. Не знам јас каков е овој документ, ова е некој известување за дополнет дневен ред. Деловникот на Собранието на Република Македонија не познава дополнет дневен ред, нити пак известување за дополнување на дневен ред, и овој документ е практично непостоечки и невалиден. Тоа што го познава деловникот е предлог за внесување на точки на дневен ред, и тоа само во случај на итна и неодложна работа. Тоа е согласно член 76 од деловникот. Значи, ние откога еднаш ќе добиеме веќе решение за свикување на седница со материјали и предлог дневен ред, може да добиеме само предлог за внесување на точки од дневен ред, во кој што ние треба да видиме со материјалите зошто е итно и неодложно тие точки да се најдат на дневен ред. Дополнително во овој деловнички непостоечки документ има друго прекршување на овој член 76, затоа што таков предлог за внесување на точки во дневен ред може да предложат само пратеник или влада. Ние во овој непостоечки документ имаме 4 точки кои што се поднесени од неовластен предлагач, нити од пратеник, нити од влада, ами се поднесени од Комисија за прашања на избори и именувања. Се на се, работа е башибозука, теке 11-та седница и можам да замислам до кај ќе стигне ова за 4 години. Благодарам.